Почитувани сограѓани, пред некој ден градоначалникот на општина Прилеп, Илија Јовановски, одржа пресконференција на која презентираше што сработила досега локалната власт во Прилеп. Градоначалник, наместо да го замајувате народот со презентација на целосно реализирани, а дел започнати проекти во време на ВМРО ДПМН, симнете се меѓу граѓаните и прашајте ги дали се задоволни од вашето досегашно владење. Одговорите со сигурност нема да ви се допаднат. Во иднина може и да си правите, ако сакате, и нарачани пиар анкети со вашиот пиар во општината, но тоа нема да ја смени реалната слика. Граѓаните, истите оние пред кои ветивте брда и долини, затворен базен, рекреативен комплекс на Вештачко езеро, спортски комплекси, реставрација на Прилепската чаршија, посилна економија, подобри услови за младите, се револтирани од вашите лажни ветувања, кои се соголуваат со секој изминат ден. Зборувате дека училиштето во населба Сточен пазар бил штетен проект. Прашајте ги тамошните жители за потребата од ова училиште. Жителите кои беа консултирани и токму тие го избраат тој простор каде ние изградивме училиште. Се правдате дека немало довод на струја, немало вода, немало одвод, а на 20-30 метри била и градската река. Толку ли е тешко да се среди сето ова? Изгледа до комплетирање на овие работи е голем залаг за вас и за тимот околу вас. Колку за подсетување, основното училиште Кочо Рацин, основното училиште Кире Гавриловски се уште поблиску до градската река. Па сега размислете вие за тежината на вашите аргументи. Во пресконференцијата спомнувате дека сте ја пуштиле во употреба градинката во Рампо Левката. Тоа е точно, но вие само ја пуштивте, а некој друг ја изгради и инвестира во истата. Споменувате и дека сте изградиле дневен центар за детска парализа. Веројатно не ви е јасна разликата помеѓу градење и адаптација на веќе постоечки објект, во каков што е сместен и овој центар. И наместо да се фалите дека сте изградиле нови игралишта, нови сали, вие се фалите дека сте ги уредиле веќе постоечките изградени во наше време. Каков апсурд! Ако некогаш важеше за успех да се пуштаат во употреба нови спортски сали, нови фудбалски игралишта, нови повеќе наменски игралишта, денес е успех истите да се одржуваат. Градоначалник, она што прилепчани го видоа во досегашното владење на СДС во Прилеп е непотизам, вработување во јавните предпријатија на најблиските роднини и пријатели на високи функционери од вашите редови, затрупување на фонтаните во градот со песок, запустување на игралишта, паркови, смрдеја на секој чекор, откажување на готови проекти со целосна документација како кружниот тек кај мостот во Табана, никнување преку ноќ на противзаконски изградени летни бавчи во старата Прилепска чаршија. Она што досега го видоа прилепчани е убивање на духот на градот и уназадување на неговата естетика. Мизерниот процент на реализирани капитални инвестиции кои си го изгласавте пред некое време на седница на Совет, од мизерни 11%, е најдобар показател за сработеното. Се жалите дека сте наследиле долг од 3,5 милиони евра, а во завршната сметка, како обврски на крај од 2017 година, беа запишани 30 милиони денари, што се 500.000 евра. Јавните предпријатија си беа стабилни и без вас и вашето владење, а за тој факт говори тоа што во завршните сметки за 2017 година стои дека годината ја завршиле со добивка. Засукајте ги ракавите. Ви остануваат 3 години од вашиот мандат и почнете со остварување на ветеното. Затоа што Прилеп и прилепчани го заслужуваат тоа. Прилеп и прилепчани заслужуваат и гасификација која ќе мора наредната локална власт предводена од ВМРО ДПМН да ја реализира. Со враќање на ВМРО ДПМН на локално ниво, Прилеп повторно ќе го добие својот сјај, затоа што Прилеп заслужува да биде еден од најубавите градови за живење во Република Македонија.